pokraj sitem pravila i zakoni. Ako ti si antiglobalist, ajde biti socijalni. Ako druga si bez mana, sa srcem ti bije na leva strana. Stekli čovek, ti si ist, hajde bidi socijalist, vizioner, kosmopolit, misioner, čovek humanist, vidi ti. Bratko, plukni na takov život. Su braćata tvoji somakata vaša. Sronete go ovoj svet i nov napravete. Bratski. Novo sega znameto sebe, nad Kruševska ta republika, God Serelčev pito goli, da me gruje sandanski, God Serelčev pito goli, da me gruje sandanski. Gorite makedonski šumno pejat, novi vesni, novi vesnici. Makedonija slobodna, slobodno žive. Makedonija slobodna, slobodno žive.
Добро вечер. Во името на Социјалистичката партија на Република Македонија ги поздравувам сите присутни во универзалната сала. Поздрав упатувам и до сите гледачи кои што не гледаат во живо преку телевизискиот пренос овозможен од телевизија Сител на каналот Сител 3. Чест ми е да ја отворам оваа свечена академија по повод 120 години социјалистичко движење во Република Македонија и 20 години современа Социјалистичка партија на Македонија. Елате, другари, да ги поставиме темелите на она движење кое ќе може да го постигне вистинското ослободување на овој со векови намачен македонски народ. Тоа беа зборовите на Васил Главинов, чие име е символ на првото организирано дејствување на социјалистите во Македонија во повикот за формирање на Македонската работничка социјалистичка група во 1892 година. Да, социјализмот низ вековите. Така е насловен и документарниот филм, кој што е подготвен специјално за оваа наша заедничка прослава, во кој што се отсликуваат историските заложби, борби, настојување на социјалистите да создадат слободна Македонија, Македонија за македонците. Ве повикувам заеднички да го проследиме. Во историското паметење на македонскиот народ, социјалистичката мисла одиграла огромна улога за омосамувањето на револуционерното движење и во националното освестување, за остварување на долго посакуваната слобода. Во тоа долго, но свето патување, годинава, во оваа 2010 година, бележиме два значени јубилеа. 120 години на социјалистичкото движење во Македонија и 20 години на Социјалистичката партија на Македонија. Социјалистичкото движење го поттикна слободарскиот дух кај поробените народи за конечно избавување од вековните стеги. Македонските социјалисти, иако беа малубројни меѓу македонската интелигенција кон крајот на 19. век, го развиорија слободарското знаме на социјалната револуција, како единствен патоказ за слободата и независноста на македонскиот народ. Плејадата од заслужни пропагатори и организатори на социјалистичката мисла во Македонија ја предводи велешанецот Васил Главинов, кој во 1893 година во Софија формира работничка македонска социјалистичка група. Својата агитациона активност групата ја развива меѓу тогашните печалбари во Бугарија и особено меѓу средношколската младина, кои беа припадници на македонското национално ослободително движење. Колку што во европска Турција книгите со слободарски содржини беа забранувани, толку тие беа попопуларни, најбарани и најчитани од напредната младина. Социјалистичката мисла се ширеше и во Македонија од дојдените печалбари, студенти и ученици. Васил Главинов во својата идеолошка дејност најголема потпора наоѓаше меѓу македонците истомисленици, кои помогнаа во создавањето и развојот на социјалистичката мисла, а голем дел од нив покрај социјализмот развија и широка револуционерна дејност. Веле Марков, Никола Карев, Димитар Мирасчиев, Никола Петров Русински, Атанас Раздолов се само дел од плејадата социјалисти кои останаа верни на својата идеолошка матрица. Во 1894 година Васил Главинов во својот роден град Велес го основа првото културно-работничко друштво од 64 членови и читалиште како база за ширење на социјалистичките идеи ширум Македонија. Покрај културно-просветната дејност, групата развила и богата активност со издавање на своји акциони програми и актуелни социјалистички брошури, во кои освен афирмирање на социјалистичките идеи се афирмираше и посебноста на македонскиот народ меѓу балканските народи. Важна појава представуваше издавањето на печатените гласила «Револуција и политичка слобода», во кои се визионираше и избогатуваше ослободителната програма со нови важни атрибути и во кои се декларираат со другите малцинства, како револуционерни синови на поробена Македонија, за која ќе се борат за нејзино ослободување со републиканско уредување, засновано врз меѓународното право на самоопределување, со признат меѓународен субјективитет.
Македонските социјалисти сметале дека Македонската република може да стане центар на балканската демократија за обединување на балканските народи во една држава. Исто така предлагале во Женева да се формира привремена македонска влада која ќе биде македонска уста и македонска свест. Социјалистите на оружените пропаганди во Македонија одговорале со слоганот "Да живее Македонија за македонците". Тие, како трибина за придобивање на емиграцијата и печалбарите за ослободителната борба, во Софија формирале Народен универзитет, на кој еднаш неделно се коментирале македонски теми. Чест гостин бил и Гоце Делчев, симпатизер на социјалистичките идеи. Групата самостојно или со бугарските социјалисти организирала протести и политички манифестации во име на ослободувањето на Македонија. Од заедничките манифестации важни биле првомајските од 1896 и 1897 година, во кои покрај изразување солидарност со светскиот пролетаријат, го истакнувале ослободувањето од султанско-беговското петвековно робство, повикувајќи на отворена борба за самоослободување на Македонија. Поради ваквата промакедонска активност, македонските социјалисти од бугарската полиција биле прогонувани, осудувани и затворани. Во борбата барале сојузници и од поробените народи во Турција, а посебно биле заинтересирани за создавање на борбен сојуз со братскиот албански народ, бидејќи сметале дека македонското востание ќе се прошири и во Албанија. Македонските социјалисти преку револуционерната организација ги осудувале сите македонски завојувачи со слоганот дека Македонија им припаѓа на македонците. Апелирале до соседните демократии да ја осудат антимакедонската политика на своите влади, а сметале и на помошта на меѓународното социјалистичко движење. Вклучувањето во револуционерната организација и подготвувањето на Илинденското востание представувало нов предизвик. Социјалистите се ангажирале во организираното зацврстување на четите, во нив отворале аналфабетски курсеви за описменување и воено оспособување на борците. По ослободувањето на Крушево, со учество на македонските социјалисти беше организирана Крушевската република со социјалдемократски примеси како прва на Балканот. Била избрана 6-члена востаничка влада, а за председател на републиката бил избран припадникот на социјалистичкото движење Никола Карев. Како таква, таа ги надмина класно-буржоаските рамки, издигнувајќи се над своето време и стана пример за државно уредување на балканските народи, а за македонскиот народ патоводна звезда во водењето на понатамошната македонска ослободителна војна. По поразот на востанието, македонската социјалистичка група се распадна на две конфронтирани крила. Васил Главинов, начело со група своји somисленици под раководство на Бугарската социјалдемократска партија, како нејзино пододеление, формира Македонско-одринско-социјалистичка група со задача меѓу емиграцијата и пребегнатите борци да работи за класно освестување. Македонските социјалисти со поддршка на левицата на ослободителното движење биле за продолжување на револуционерната борба, нашле на поддршка во Серскиот револуционерен округ, раководен од војводата Јане Сандански, близок другар и соработник на Димо Хаџидимов. Македонските социјалисти активноста ја прошириле на формирање на нови социјалистички организации и на поведување економски борби со штрајкови и манифестации. Најбројни биле во поголемите македонски градови Солун, Битола и Скопје, а социјалистичката мисла постепено почнала да навлегува и во македонските села. Македонската левица начело со социјалистите во очекување за добивање област на самуправа, област на Македонија со своја администрација, цркви и просвета на македонски јазик, во 1909 година се оформи во Македонска федеративна партија, со македонска и интернационална ослободителна програма, која што ја симпатизираа и младотурските пријатели. Македонските социјалисти во новата партија се здобија со високи раководни функции. Димитар Влахов беше избран за председател и уредник на партискиот орган и пратеник во турскиот парламент. Македонските социјалисти на социјалистички план, иако разединети, оствариле значајни резултати за зголемување на социјалистичките и класните организации ширум Македонија и империјата. Одржале две неуспешни изборни конференции за формирање на Македонска социјалистичка партија, а Димитар Влахов
како член на Солунската социјалистичка федерација, остварил завидна национална и интернационална активност. На национален план барал областна самоуправна Македонија на македонскиот народ. Како приврзаници за обединет соживот на балканските народи, во турскиот парламент и печат го актуализирале прашањето за Балканска економска унија, што денес асоцира на Европската унија. Димитар Влахов остро ја критикувал владата за забраната на работничките организации, штрајкови и тарифи. Одржувал меѓународни врски и соработка со бројни пријателски партии и организации, па и со Меѓународното биро во Брисел. На меѓународен план, важен настан представува македонското учество на првата Балканска социјалистичка конференција во 1910 година, која расправала за завојувачката и шовинистичка политика на големите сили и балканските монархии. На меѓународниот протестен митинг во Солун, Димитар Влахов ја осудил италијанската инвазија врз Турција, а бил потписник и учесник на протестниот проглас на балканските социјалисти против готвената војна. Во балканските војни македонските социјалисти се наоѓале на разни фронтови. По распарчувањето на Македонија ја делеле робската судбина со својот народ. И според можностите, јавно ги осудиле војните и поделбата на Македонија. При крајот на Првата светска војна јавно побарале Македонија да се испразни од освојувачите. Македонските социјалисти со група членови на Централниот комитет на ВМРО излегле со проглас и преку својот представник во Париз од победничките сили во преговорите барале да се чуе и уважи гласот на македонците за сопствена држава. Но нивниот самоуправен глас од новите делачи не беше уважен и Македонија со мали корекции ја оставија четворно распарчена. По тој повод беше издадена и значајната публикација од Димо Хаџидимов «Назад кон автономијата», за да се сочува целоста на Македонија. Октомвриската револуција со своите историски социјално-национални проблеми во Русија, кај македонските социјалисти го зголеми нивниот револуционерен оптимизам за продолжување на македонската национално-социјална борба. Македонските социјалисти во поделените македонски делови својата активност ја продолжија сами или во состав на постоечките комунистички и синдикални движења. Најактивни беа во Бугарија и Кралска Југославија. Во Бугарија, по укинувањето на временото представништво, беа органи на Македонскиот комунистички сојуз со краток век. Дел од нив се заложија за претворање на Македонија во Советска република, но беа спречени како сепаратисти. Активно учествуваа во септемвриското востание, кое за Пиринска Македонија имаше национално-ослободителен карактер, како Втор Илинден. Најголемиот дел од социјалистите својата дејност ја продолжија во Бугарската комунистичка партија, а со формирањето на ВМРО Обединета, начело со Димитар Влахов, како наследник на Гоцевата МРО, македонските социјалисти активно се вклучија во редовите на оваа семакедонска организација. Во Вардарскиот дел под српска окупација ја продолжија борбата во составот на Комунистичката партија на Југославија како комунисти. Заедно со другите револуционери развија широка партиска и синдикална активност и на општинските избори во 1920 година освоија неколку црвени општини и комунистички листи на парламентарните избори. Остварена е и завидна меѓународна активност, учество во формирањето на Аргентинската комунистичка партија и на Народниот фронт на Франција. Како доброволци учествуваат во интернационалните бригади во одбраната на Шпанската република, каде и во услови на граѓанска војна, во батаљонскиот весник со авторски текстови го афирмираат македонскиот јазик. Втората светска војна по сета своја суровост заврши за остварување на вековните идеали. Македонските социјалисти стапија на страната на антифашистичкиот фронт, како сојузници со своји национални обележја, кадар и борбени единици во заедничката борба против фашистичките окупатори под раководство на Комунистичката партија. Во новосоздадената Федеративна Југославија остварен е сонот за самостојна автономска Македонија. Слободата значеше радост, но таа повеќе се претвори во поле за нови ангажмани. Фронтот на социјалистичките сили на предизвиците одговори фронтовски. Ударнички се градеше разорнатата земја. Нови патишта и пруги ги поврзуваа недоволно развиените краишта, а населението ги користеше благодетите на бесплатното школување и здравствената заштита, како и можностите за процуд на националните култури. Стандардот не беше луксузен,
но немаше невработени. Бевме самоуправувачи и лидери во светот на неврзаните, слободно патувајќи ни светот без граници. Мислата водилка за социјалистите беше се за фронтот и сите на фронтот. Конечното осамостојување и остварувањето на вековниот сон на илјадници борци за национална и социјална слобода, македонскиот народ го доживеа на 8 септември 1991 година. Но и тогаш време за празнување немаше многу. Требаше да се обстојува и да се истрајува на новите предизвици. Ветровите на плурализмот се обидуваа да го претопат и движењето на социјалистите. Со општа и сестрена борба и активност, Киро Поповски успешно го трансформира Социјалистичкиот сојуз во новата Социјалистичка партија на Македонија, станувајќи незин прв председател. Сегашниот Љубисав Иванов Дзинго го потврди незиниот историски континуитет, успешно вградувајќи ги во темелите на новата држава вистинските вредности на социјалистичките борци. Меѓу нив и со нив, зад социјалистичката мисла и дело, се вградени стотина успешни пратеници, министри и раководители, уште илјадници други активисти, успешно партиципирајќи во пулсирањето на државата на локално и на државно ниво, и кога учествуваат во власта, и кога беа опозиција. Успеа зашто во целиот овој период што стои зад нас, во сите изминати 20 години, како и низ предходните 120, се раководеа од определбата. Се за фронтот и секогаш на фронтот, се за народот и секогаш со народот. Затоа и државата се гордее со успешното партиципирање на социјалистите во незините чекорења напред. Затоа и социјалистите со исправено чело и гордо можат да погледаат во она што го направиле и го оставиле зад себе во историјата на својот народ и држава. Имаме чест да ги поздравиме представниците на партиите, на политичките партии во Македонија и тоа. ВМРО ДПМН, СДСМ, ВМРО Народна, Демократска обнова на Македонија, Демократска партија на србите во Македонија, Демократска партија на турците, Сојузот на ромите, Странка на демократска акција, Подем, Партија на власите, Социјалдемократска партија на Македонија, Партија на правдата, Демократски сили на ромите. Упатуваме и специјален поздрав до сестринските партии од Балканот, и тоа Социјалистичката народна партија на Црнагора, Синос Пизмос, Република Грција, и Социјалистичката партија на Србија. Да се навратиме на само еден момент на некои мисли од минатото. Алберт Ајнштајн знаел да каже дека судбината на човекот е повеќе да служи, отколку да владее или да се наметнува на било кој начин. А Карл Маркс, што е со неговото дело Капитал, како најавтентичен представник на социјалистичката мисла. Денес тој доживува своевидна ренесанса. Маркс е прв мислител кој откри моќта на парите, кои денес владеат насекаде, дури и посилно отколку во негово време. Колкава е моќта на парите, толку е голема и мојата моќ. Грд сум, но можам да ја купам на љубавата жена. Значи не сум грд, бидејќи дејството на грдоста, незината сила на застрашување, се поништува со парите. Се е на продажба, се може да се купи. Велеше Маркс. А што велат денешните социјалисти? Го поканувам господинот председател на Социјалистичката партија на Република Македонија, почитуваниот Љубисав Иванов Дзинго.
to ti bije na leva strana. Svekoj čovek, ti si ist, hajde bidi socijalist, vizioner, kosmopolit, misioner, čovek humanist. Развиените краишта, а населението ги користеше благодетите на бесплатното школување и израствената заштита, како и можностите за процуд на националните култури. Стандардот не беше луксузен, но немаше невработени. Бевме самоуправувачи и лидери во светот на неврзаните, слободно патувајќи ни светот без граници. Мислата водилка за социјалистите беше се за фронтот и сите на фронтот. Конечното осамостојување и остварувањето на вековниот сон на илјадници борци за национална и социјална слобода, македонскиот народ го доживеа на 8 септември 1991 година. Но и тогаш време за празнување немаше многу. Требаше да се обстојува и да се истрајува на новите предизвици. Ветровите на плурализмот се обидуваа да го претопат и движењето на социјалистите. Со општа и сестрена борба и активност, Киро Поповски успешно го трансформира Социјалистичкиот сојуз во новата Социјалистичка партија на Македонија, станувајќи незин прв председател. Сегашниот Љубисав Иванов Дзинго го потврди незиниот историски континуитет, успешно вградувајќи ги во темелите на новата држава вистинските вредности на социјалистичките борци. Меѓу нив и со нив, зад социјалистичката мисла и дело, се вградени стотина успешни пратеници, министри и раководители, уште илјадници други активисти, успешно партиципирајќи во пулсирањето на државата на локално и на државно ниво, и кога учествуваат во власта, и кога беа опозиција. Успееа, зашто по целиот овој период што стои зад нас, во сите изминати 20 години, како и низ предходните 120, се раководеа од определбата. Се за фронтот и секогаш на фронтот, се за народот и секогаш со народот. Затоа и државата се гордее со успешното партиципирање на социјалистите во незините чекорења напред. Затоа и социјалистите со исправено чело и гордо можат да погледаат во она што го направиле и го оставиле зад себе во историјата на својот народ и држава. Имаме чест да ги поздравиме представниците на партиите, на политичките партии во Македонија и тоа. ВМРО ДПМН, СДСМ, ВМРО Народна, Демократска обнова на Македонија, Демократска партија на србите во Македонија, Демократска партија на турците, Сојузот на ромите, Странка на демократска акција, Подем, Партија на власите, Социјалдемократска партија на Македонија, Партија на правдата, Демократски сили на ромите. Упатуваме и специјален поздрав до сестринските партии од Балканот, и тоа Социјалистичката народна партија на Црнагора, Синос Пизмос, Република Грција, и Социјалистичката партија на Србија. Да се навратиме на само еден момент на некои мисли од минатото. Алберт Ајнштајн знаел да каже дека судбината на човекот е повеќе да служи отколку да владее или да се наметнува на било кој начин. А Карл Маркс, што е со неговото дело Капитал,
како најавтентичен представник на социјалистичката мисла. Денес тој доживува своевидна ренесанса. Маркс е прв мислител кој ја откри моќта на парите, кои денес владеат насекаде, дури и посилно отколку во негово време. Колкава е моќта на парите, толку е голема и мојата моќ. Грд сум, но можам да ја купам на љубавата жена. Значи не сум грд, бидејќи дејството на грдоста, нејзината сила на застрашување, се поништува со парите. Се е на продажба, се може да се купи. Велеше Маркс. А што велат денешните социјалисти? Го поканувам господинот председател на Социјалистичката партија на Република Македонија, почитуваниот Љубисов Иванов Зинго. Срцето ти бие на лева страна, секој човек ти си ист, хајде биди социјалист, визионер, космополит, мисионер, човек хуманист, биди ти. Гледам колку ве има овде, а колку ли ги има социјалистите во Македонија, а колку ли не има во светот? Милиарди. Почитувани социјалисти, уважени гости, драги пријатели, вечерва 25. септември 2010 година собрани овде во толку масовен број, со големо задоволство и безмерна радост ќе одбележуваме двата историски јубилеја, и тоа 120 години од појавата на социјалистичкото движење на целата македонска територија и 20 години современа Социјалистичка партија на Македонија во суверена и независна Република Македонија. Одбележувањето на овие два јубилеја е повод и прилика со гордост да се навратиме на нашите корени и на нашите историски заслуги на македонските социјалисти во борбата на македонскиот народ за своја национална слобода и социјална правда, во создавањето на македонската држава со активно и непрекинато дејствување во еден грандиозен период од 120 години. Се навраќаме на вториот кој денеска се напојуваме и се инспирираме во нашата современа политичка борба за силна и богата Македонија и за подобар живот на нашите граѓани. Македонија
со векови била поробувана, делена и ограбувана, а животот на македонскиот човек бил робски, крајно безправен, беден и очаен. Македонскиот народ немал друга алтернатива, освен во своите пазови да создаде таква организирана политичка сила, која ќе го поведе народот во борба за национална слобода и социјална правда, за ослободување од вековното робство, за создавање на собствената држава во која ќе гради својата судбина и иднина. Свеста на социјалистичката идеја се градеше и развиваше под влијание на европските социјалисти и под влијание на социјалистите од соседните држави, при што студентите, учениците, работниците, печалбари беа тие што го носеа, увезуваа и ги ширеа социјалистичките идеи меѓу македонскиот народ и со тоа станаа апостоли и родоначалници на социјалистичките идеи и социјалистички колоси на македонското социјалистичко движење, кое во почетокот на последната деценија од 19 век ќе прерасне во социјалистичка партија, формирана во 1892 година во градот Велес, чиј прв председател беше Васил Главинов. Своето дејствување партијата ќе го расшири низ цела Македонија, а членовите на партијата како Исусови следбеници во Главинов препознаа борец и носител на слободата и љубовта, на правдата и еднаквоста меѓу луѓето и народите. Како што апостол Павле и другите апостоли го ширеа христијанското учење, така и македонските социјалисти Главинов, Гоце Делчев, Никола Карев, Даме Груев, Ѓорче Петров и со илјадници други приврзеници ја ширеа социјалистичката религија и го будеа македонскиот народ, подготвувајќи го за негово национално и духовно ослободување. Социјалистичката партија стана рассадник на кадри, а подоста од неа произлегува и други партии, но основната нишка кај сите остана иста. Денес, одбележувајќи го овој јубилеј, со гордост можеме да кажеме дека таа е најстарата партија во Македонија, која преку своите најразлични форми дејствуваше и дејствува 120 години во различити системи, некогаш легално, некогаш полулегално имаше периоди која тоа го правеше и како забранета, но никогаш незиното дејство и незиното влијание не престанало дури во најтешките времења. Исто така незините кадри беа носители на безброј востанија, како и во водењето на Народно-ослободителната војна, која безбедносно ја инаугурира Република Македонија во овој дел во кој обстојуваме како денешна Македонија. Во текот на НОБ, нашата партија делуваше како Народно-ослободителен фронт, со стремеж да ги обедини сите народи и народности во Македонија и благодарејќи на тоа што влезе во секоја куќа и што го расшири своето влијание на секаде, успешно, масовно ја организира Народно-ослободителната војна до конечна победа што се овозможи раѓањето на нашата држава. Драги социјалисти, вториот јубилеј,
20 години современа социјалистичка партија во суверена и независна Република Македонија, временски не е голем, но имајќи по предвид дека непрекинато од нејзиното формирање на 28. септември 1990 година со трансформација на Социјалистичкиот сојуз, чиј прв председател беше Киро Поповски, према кого изразувам голема почит и со пиетет ние социјалистите се однесуваме. Повторно, по 100 години прерасна во класична политичка партија, Социјалистичка партија на Македонија. Непрекинато действува преку своите пратеници во македонскиот парламент и тоа 20 години и преку разни коалиции учествува во власта со своји министри, заменици и директори на јавни предпријатија, а во локалната управа непрекинато има своји градоначалници и општински совети. За цело оваа време ние социјалистите енергично ги застапувавме интересите на работниците, селаните и интелигенцијата во обезбедување на нивните права, слобода, демократија, социјална сигурност, пристоен стандард, градење на меѓучовечки и меѓунационални односи, а се со цел да живеат во мир и безбедност. Токму во таа смисла, често пати во парламентот водевме жестока битка кога на овој слој граѓанин ќе им беа загрозени овие вредности. Посебно се познати нашите настапи и нашите силно политичко сопроставување кога беа загрозени од надвор или од натре нашите национални и државни интереси. И тоа непрекинато, жестоко, непоколебливо, а сето тоа на секој наш граѓанин му е познато и длабоко влезено во свеста. Нашите ставови по националните и државните прашања ја одразуваат волјата на најголемиот број на граѓаните на Република Македонија. На тој план се евидентно познати безброј примери, но овој пат ќе изнесам нашата битка и став за зачувување на уставното име на нашата држава во функција на одбраната на независна и суверена Македонија, загрозена од надворешни и внатрешни сили. Ирационалното настојување на промена на името на нашата држава се претвори во невиден притисок кој доаѓа од надворешниот, а посебно од внатрешниот фактор и добива драматични размери, при што се применуваат методи и средства што не се својствени на 21. век. Век за кој што нели се зборува дека е дострел на највисоката цивилизација и демократија и слобода, а во овој случај сведоци сме на најгруби, најпримитивни методи и средства каде што на еден народ со сила му се одземаат правата на именување, стекнати со векови и со тоа длабоко се навредува, му се убива душата и чувствата со настојувањето во новиот милениум да не сме тоа што сме биле во претходниот. Сега сакаат да сме обезимени, обезличени, без јазик, без историја, без култура и останува да почнеме се од нова. А се што било до сега треба да го заборавиме, да ги избришеме од индивидуалната и колективната меморија. Што мислите? Зар тоа е можно? Каде води сето тоа? Свестили сме на огромните последици по нашиот народ
по нашата нација, по нашите поколенија. Има ли право оваа генерација од името на идните да одлучува? Зар тоа не е крајно неодговорно? Ако е така, а така е, тогаш како може во една суверена држава каква што е Македонија да се дозволи од домашни фактори такво безобзирно анационално действување, од лични и со крајно неодговорни постапки да се рушат државата и да се уништува нацијата, народот, јазикот, историјата, културата и се што е македонско, и тоа да се прави на отворена сцена, користејќи ги обилато електронските и пишаните медиуми. Некои го злоупотребуваат и парламентот, покривајќи се под плаштот на демократијата, организирани со политичка и материјална поддршка од надвор. Во секоја друга земја би ги прогласиле за предавници, за странска агентура, платени лобисти, а во оваа земја ни влакно не им фали и се повеќе се погласни, се служат и со закани, подготвувајќи црни сценарија. Предавниците се луѓе кои се ценат на дното, а се презираат на врвот. Историјата и народот, како и досега и овој пат, ти ги сместат на заслуженото место. Името на државата е ексклузивно право на македонскиот народ. Овој народ по ниедна цена не сака ниту да размислува за вако било, за каква и да било промена, во толку повеќе што 130 земји не признаа под уставното име Република Македонија. Другари и другарки, ние сметаме дека Република Македонија треба да ја бара најблиската можна врска и со НАТО и со Европската Унија, на длабоки врски и соработка, која ќе асоцира како да сме членки на ЕУ, но која нема да биде предмет на вето. Додека ние трчаме да ги достигнеме европските вредности, европејците се свесни дека од нив и останата само материјалната благосостојба, која е концентрирана во рацете на многу мал број на луѓе. Крајно е време ние сето ова да го осознаеме, затоа што системот на вредности кон кој се стремиме не е само на стаклени нозе, туку е на нозе од магла. Сега по економската криза од тој систем остана само голема дупка и темна празнина. Македонија е нашата најубава бајка. Македонија е наш татко и мајка. Драги социјалисти, почитувани гости, пред 20 години заврши Третата светска војна, Студената војна. Беше вешто лансирана пропагандата дека се поразени комунизмот и социјализмот. Веднаш се поставува прашањето како може да се порази нешто што не постоело. Поразен е административен, тоталитарен систем, кој за да се одржи прогласи дека гради комунистички или социјалистички систем. И тоа во држави
економски заостанати, со сиромашен народ, без мотивација за креативен и творички набој и затоа го загуби надпреварот со капиталистички систем, затоа што не најде замена на профитот, кој во тој стадиум на развој на производните сили и производствените односи како локомотива влечеше напред, а човекот како поединец му робуваше. Но со доаѓањето на големите научно-технички достигнувања, фундаментално се менуваат односи и свеста на човекот и неговите потреби. Во најразвиените земји, кои застанаа со промените и со реформите, посебно оние кои вешто подпирајќи се исклучиво на пазарот како единствен регулатор на односите во една држава, а тоа значи концентрација на огромно богатство кај мал број на луѓе, а останатите се повеќе осиромашуваа, а сето тоа ги заостри натрешните односи. Неолибералниот капитализам влезе во сериозна криза не само економски, туку и на општествен план. И ако не дојде до сериозни промени и реформи, спонтано и природно ќе се одвиваат процеси покрај вољата на креаторите и бранителите на неолиберализмот. Високо развиените земји, кои непрекинато прават реформи и прерасподелба на националното богатство, кои сите своји граѓани и со енергична и правилна употреба на научно-техничните достигнувања полека, но сигурно ќе навлезат во еден нов општествен систем. Тој всушност е демокрацијот социјализам, а тоа е скандинавскиот модел. Ние уште сега треба да започнеме да се движиме кон таа цел, затоа што светските достигнувања ни се пред нас и со една паметна, креативна и успешна политика тие процеси можеме лесно и без посебни тешкоти да ги забрзаме, за кое што подетално ќе зборувам покасно. Не можам а да не констатирам дека добро платените адвокати на неолибералниот капитализам лансираат теорија, а и теза дека неолибералистичниот капитализам и неговата глобализација немаат друга алтернатива, промовирани преку фамозниот слоган Тина. Се отиде дури до таму што беше прогласен и крај на историјата и националните стремежи, при што главен носител беше Френсис Фукујама, кој денеска се кае за својата теорија. Тоа е негација на ноторниот факт и на човековата историја, каде што развојот на општеството било непрекинато, поминало низ разни фази и облици, од првобитната заедница, робовладетството, феудализмот, капитализмот, и тогаш само по себе произлегува новиот општествен систем социјализмот. Со Тина принципот се сака да се одржи статус кво на неолибералниот капитализам со внесување на дефетизам и помирување со состојбите, иако има и недостаци, тврдат дека за тоа е крив народот. Со тврдењето дека состојбите се непроменливи и во сферата на владењето и понатаму остануваат владетели и завладеани, способни и неспособни, богати и сиромашни, тоа е нивната теорија.
Ваквите теории жестоко се нападнати од слободните мислители, филозофи, од сериозната научна фела и од целиот слободолюбив свет како ноторна глупост и теории без основа. Прогресивните умови со право тврдат дека не може да се запре креативниот човечки ум, неговите идеи и нивното реализирање, и тоа во ера на најголемиот технички и технолошки развој, кога науката со големи чекори оди напред. Драги мои, наместо јас и понатаму да елаборирам, ќе ги цитирам зборовите на големиот научник и историчар Ерик Хофсбаум, кој вели, цитирам: 20 век покажа дека може некое време да се владее наспроти целиот народ. Целото време со дел од него, но не и целото време со целиот народ. И понатаму вели: нашиот свет ризикува и експлозија и имплозија. Тој мора да се промени. Живееме во светот кој не знае каде не води, па дури и каде треба да не води. Завршен цитат. Според тоа, неминовно се наметнува прашањето дали на светот и нам, како негов интегрален дел, му требаат нови луѓе со напредни хумани идеи, луѓе кои го сакаат човекот, кои ќе ги земат работите во своји раце и ќе го воведат светот кон обштествен систем според интересите на народот и спрема неговите идеали. Новиот свет ќе го градат и водат светските социјалисти со својот креативен ум, разум и стечената хуманост и силните научно-технолошки достигнувања во сите сфери од човечкиот живот. Свет во кој што човекот е во неговиот центар на интерес со вистинска правда и правичност. Овој капитализам не е можно да се одржи понатаму. Тој предизвикува напнатост. Ако во наредните години не доживее промени, ќе се соочи со огромни социјални бунтови, судири, превирања, но убедени сме дека човештвото со крупни чекори ќе се развежи кон новото, кон иднината, кон новиот светски поредок. Драги мои, знам дека веднаш ќе го поставите прашањето каде е Македонија во сето ова? Што треба да направи македонскиот народ за да стигне до оваа цел? Одговорот е сложен и тежок, меѓутоа ние не би биле тоа што сме ако не понудиме решенија и ако не го трасираме патот по кој најбрзо би се движеле. Пред се, овој македонски народ треба да се пробуди, да излезе од долгата транзицијска безнадежност, да ги доведе или задржи на чело оние своји предводници кои со љубов се однесуваат кон својот народ и својата татковина, кои со досегашната своја работа ги покажале своите капацитети, кои своите интереси ги подведуваат на интересите на својот народ, демократи во душата и на дело, креативни луѓе со здрав разум и логика и со менаџерски и бизнис вештини, кои има стратегија како успешно, но и брзо ќе го изодат напред речениот пат, за да се дојде до целта. Јас овој пат ќе изнесам само дел од стратегијата на ова
коалициона влада која треба и мора да не одведе до саканата цел. Првата стратегиска цел е енергично и брзо и ефикасно подобрување на човечките ресурси. Не случајно ја ставам оваа мерка на прво место. Живееме во време кога во светот имаме стравотен научно-технолошки развој, нови технологии, информатиката, комуникациите, роботиката, компјутеризацијата и автоматизацијата доживеа страхотни развои. Сите тие во целокупниот општествен систем предизвикаа невидени промени и високи дострели. Сето тоа раѓа еден нов човек, образован, стручно квалификован, без што човекот би останал неспособен и изгубен во овој свет. Без образовани луѓе, ниједна држава нема иднина, нема просперитет, нема напредок на сите полиња. За среќа на сите нас, а користам прилика да искажам и голема благодарност кон оваа влада, која многу смело направи револуционарни чекори во оваа сфера, донесувајќи закони за задолжително образование, за отварање на нови училишта и силен развој на високото универзитетско образование, ширејќи ја базата низ целата република, издвојувајќи и финансирајќи големи средства во опремување на школите, факултетите, и тоа и со компјутери, за секого бесплатни учебници, изградба на нови објекти, со силен притисок да се обезбеди доквалификација и обука на кадри кои немале прилика да ги совладаат со градивото на новите образовни системи. Тоа е најголемата, најефикасната и најрентабилната инвестиција која не дава брзи резултати, но на подолг пат тоа е најголемиот ресурс, затоа што нашата иднина нема да се гради на физички капитал, туку на интелектуален кој ќе биде магнет за привлекување на инстрански инвестиции. Сето тоа треба да се усовршува, доградува и квалитативно подобрува, посебно во подготовката на кадри во финансиската, производната и целокупната материјална сфера. Ова работна сила, покрај тоа што ќе ги исполнува највисоките светски стандарди, какви што се на елитните универзитети, таа мора да биде и флексибилна и брзо да се приспособува според потребите, а тоа бара непрекинато усовршување и низ обука. Оние држави кои пред нас извршија ваква реформа во образованието денеска доживуваат ренесанса во развојот и голема концентрација на богатство и моќ. Оние што беа кусогледи и што не живее во современиот свет со конзервативни сваќања, жестоко е нападнаа оваа реформа, а сега кога ги видоа резултатите и кога им беше објаснето каде оди светот, не наоѓаат за потребно барем да се извинат. Втората стратегиска мерка и силен развој на земјоделството. Производството на храна е императив на секоја држава. Само државите кои произведуваат доволно храна за својот народ се во суштина суверени и независни. Евидентно е дека се повеќе се зголемува светското население, а се помали земјоделски површини остануваат за обработка. Големите држави кои имат изобилство во земјоделски производи и големи вишкови за извоз, низ историјата, а посебно во иднина,
Пласманот на тие производи ќе се условува со политички и економски остапки. Земјата е неисцрпен ресурс и вечно е во функција на производството. Таа бара современа обработка, современи агротехнички мерки, примена на новите технологии преку квалификована и добро обучена работна сила. Денес земјоделството е највисок приоритет на владата, која со стимулации и ефтини инвестициони вложувања го овозможи силниот развој на земјоделството. Токму тоа и беше политиката на ова влада. Развојот на земјоделството го стави како приоритет во својата стратегија со силни стимулативни мерки кои веќе нарасна на 120 милиони евра, чии што ефекти се евидентни и се гледаат навсекаде. Со ова стратегија не се обезбеди доволно ќе се обезбеди доволно храна на сопствениот народ, сосем да се намали увозот, но во исто време да се обезбедат суровини за индустријско производство и силен развој на агроиндустријата. Земјоделството во првите 15 години беше целосно запоставено и ја доживеа својата најголема стагнација во Република Македонија. Со тоа дојде како резултат на незнаење, неодговорност, алчност за богатство, разорен нагон и набој, поценување на оваа дејност и заслепеност. Тешко е да се изгради нешто што е разградувано 1,5 деценија, но евидентните резултати зборуваат дека ние сме способни и за брзи промени и ефикасни реформи. Пред резултатите и ваквите достигнувања и боговите мирно стојат. Па и овие сили најпосле ќе се освестат и ќе се однесуваат со почит. Со сите овие реформи, изминатите 4 години непосредно раководеа и кадри од нашата партија. Третата стратегиска мерка е развојот на индустријата и рударството. На сите ви е познато какав пустош и катастрофа се направи во оваа област, затворени се или обезвреднети, а потоа во безцена со високи провизии се распродадени голем број наши капацитети кои претходните генерации ги градеа повеќе од 50 години. Се изгуби огромно производство, кое предизвикуваше висока вработеност, располагаше со голема економичност и рентабилност и профит кој се инвестираше во нови капацитети или во реконструкција на постојните. Ова влада се определи да го обнови она што може да се обнови, да гради нови на база на сопствени сировини. Исто така, евидентни се заложбите за градење на индустријски капацитети со висока технологија преку странски инвестиции и изградба на придружни индустријски погони со домашна акумулација и капитал. Почетните добри резултати ги успори светската економска криза, но не и ги прекина. Ова мерка на владата допрва во слоп на другите мерки ќе ги обезбеди високите досреди, достигнување на ефекти и значајни резултати. Посебно внимание треба да се посвети на развојот на лесната индустрија, особено треба да се има предвид трендот дека оваа производство веќе се враќа од далечниот исток, а кој поради карактерот на работата значајно акумулира неквалификована
и тоа во главном женска работна сила. Четвртата стратегиска мерка се значените инвестициони мерки во целокупната инфраструктура, а тоа значи во изградба на патишта, улици, водоводи, акумулации, енергетски објекти, изградба на стамбени објекти, културни и спортски објекти, како и се друго што му е потребно на нашиот човек за нормално живење, ама и за уживање. Петата стратегиска мерка е интензивниот развој на услужните дејности кои се хит во светот, посебно во високо развиените земји каде што вработувањата станаа сериозен проблем. Тука не мислам на развој само на угостителството, занечиството, туризмот и други дејности кои ни се широко познати, туку посебно мислам на услугите во финансовиот сектор, банкарството, осигурувањето и услугите што доаѓаат како резултат на силниот развој на високите технологии во сите правци и најразличити облици. Сега во светот се водат големи стручни расправи во врска со тоа до кој степен услугите ќе учествуваат во формирањето на домашниот бруто продукат. Се повеќе се доаѓа до заклучок дека високо развиените земји направија неопростива грешка што најголем дел од производните капацитети ги преселија во земјите каде што има ефтина работна сила. Минатата, а и посебно оваа година, евидентна е тенденцијата тоа производство да се врати во матичните земји поради големиот проблем на невработеноста, па затоа тоа е клучна мерка на оваа влада. Шестата стратегиска мерка и за мене многу значајна. Таа всушност е и најважната, но пред да се спроведат претходните, оваа мерка би била пуста желба и без основа. Неуспешната транзиција создаде армија од вработени во невработени. Во меѓувреме стигнаа нови генерации, главно млади, образовани и оквалификовани, кои бараат работа. Наша законска, уставна, морална и етичка должност е да на нив преку вакви мерки да им обезбедиме работни места и да се почувствува глад за работници, како што е случај сега со одделни занимања, посебно во градежништвото, земјоделието, информатиката и така натаму. Ете, тоа се практични решенија кои можат и треба нашата татковина да ја збогатат и да ја направат пристојно место за живење. Нема среќа од клјукарство, навреди, омаловажувања, со лажни афери, со обезвредување на резултатите, од демагогија, од валкање на сопствениот народ во разни светски институции и служење и слугување на туѓи интереси од лични и себични побуди. Затоа на сите нив им се обраќам и ги повикувам: придружете ни се, поддржете не. Ние имаме излезни идеи и решенија со кои до сега ја покажавме целокупната креативност и творештво и за ваше добро, за доброто на народот и за доброто на сите во Македонија и на Македонија, придружете ни се. Ние сме социјалисти. И припаѓаме на Социјалистичката партија на Македонија,
како дел од општото социјалистичко движење на нашата планета Земја. Тоа значи дека сите ние без разлика на полот, верата или религијата ги споделуваме социјалистичните идеи според кои човечкото суштество не смее да биде угнетувано, нити на кој било начин унижувано. Нашата основна цел е да создадеме општество во кое ќе бидат надминати вештачки предизвикани од човечки егоизам, како и антагонизмот помеѓу луѓето воопште. Ние не сакаме конфронтирани луѓе. Напротив, ние сакаме да создадеме општество во кое човек на човека нема да биде тоа што го вели латинската изрека. Тук човек на човека ќе биде светост, другар, пријател, и тоа ново општество е идниот демократски социјализам. Драги мои социјалисти, драги гости и мои пријатели, сега мојот говор ќе го завршам со зборовите на светецот апостолот Павле, кој рече: Македонија е библиска земја. Чувајте ја Македонија! Ширете љубовта, правдата, правичноста и човеколюбието. Да живее Социјалистичка партија на Македонија, да живее Република Македонија, да се ми живи и здрави сите ве сакам.